Денеска православната црква ги празнува светите маченици Кирик и Јулита и светиот Владимир, велики кнез руски. Светите маченици Кирик и Јулита. Јулита е светителка од благороден род. Рано останала вдовица со новородениот младенец Кирик. Живеела во Иконија, град Ликаониски, и целата била предадена на верата Христова. Својот мал син го крстила веднаш по раѓањето, а кога наполнил 3 години, таа го научила на верата и молитвата, онолку колку што дете на таа возраст може да прими. Кога Диоклицијан наредил гонење на христијаните, во градот Иконија била пролеана многу невина крв. Јулита го зела својот син и се засолнила од незнабожечкиот гнев во градот Селевки. Но и таму не било подобро. Јулита била фатена и како христијанка била изведена пред судијата. Бидејќи Јулита храбро ја изјавила својата вера во Господ Исус, судијата, за да ја нажали и поколеба, го зел детето на своите раце и почнал да го милува. Но Кирик викал на сиот глас: "Јас сум христијанин, пушти ме кај мојата мајка." И почнал со своите рачиња да го гребе судијата, одвраќајќи го своето лице од него. Судијата се разлутил, го фатил детето од земјата и го оттурнал со ногата, а детето се стркалало низ камените скали и ја предало на Бога својата света и невина душа. Видувајќи како Кирик пострадал пред таа да пострада, светата Јулита била радосна и му заблагодарила на Бога што нејзиниот син го удостоил со маченички венец. По многу маки и Јулита била со меч обезглавена во 304 година. Моштите на Кирик и Јулита и до ден денес се чудотворни. Еден дел од моштите на овие светители се наоѓаат во Охрид во црквата Света Богородица болничка. Господи помилуј, 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 Господи
Светиот Владимир Велики, кнез руски. При крштевањето му го дале името Василий. Син е на кнезот Светослав, а внук на Игор и Олга. Владимир прво бил незнабожец, и според верувањето и според животот. Дознавајки дека постојат други вери, тој почнал грижливо да испитува која од нив е најдобрата. Затоа испратил луѓе во Цариград. Кога се вратиле пратениците, му соопштиле дека биле на служба во православната црква Света Софија и дека биле надвор од себе, не знаејќи дали се на небо или на земја. Тоа го побудило Владимира да се крсти и да го крсти својот народ. Главниот идол Перун бил симнат од киевскиот рид и бил фрлен во реката Днјепар. Примајќи ја христијанската вера, Владимир совршено го изменил својот живот и целиот свој труд го вложувал точно да ги исполнува сите прописи на оваа вера. Наредил на секаде по неговата држава да се градат цркви на местото на урнатите идоли, а самиот изградил прекрасна црква посветена на Пресвета Богородица во Киев. Оваа црква била подигната на она исто место каде што порано маченички за Христа пострадале светиот Теодор и син му Јован. Со истиот оној неодолив напор со кој Владимир порано го штител идолопоклонството, сега тој го ширел христијанството. Се упокоил во Господа во 1015 година. Достойно ест Јаково истину, блажити тя Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, тя Тебе